Марула, млад кромит и лук речиси на секоја тезга на пазарот во Штип. Убавото сонце ги предизвика штипјани да се раздвижат и да си купат што им е потребно. Земнет тие вела дека цените се идентични како и претходниот петок. Особено поскапен за нив засега е пиперот, а наевтина свежата марула. Истакнуваа дека макотрапно е да се произведе, а со слабите примења тешко и да се купи. Овие купи 300 динара. Што купи? Сена за кромит. Ти садете? Да, за седање. Арпаджик ли? Арпаджик, да. А има ли квалитет? Гледате така низ пазара, има ли квалитет? Добро има. Само пари да имаш. Се има. Што ќе си купите друго? За тие портокали, мандалини. Такви работа. Овоши? Да. Зеленчук нешто? И зеленчук, се. Скапо ли, средно ли? Па за купувачу се скапа, ама работника не знам така ли. И не се работи колај. Зеленчук, морков, желка, чвекло. Има ли квалитет? Од кај да знам? Од кај да знам? Не знаеме што јадем. Ќе видите дома? Па дома ќе се види. А вака скапо ли? Па не е ефтино баш. Не. Пиперо е многу скап. Ама мора да се јаде. Па помалку. Зеленчук по нешто, земе. А квалитетно ли е вака гледате еве? Те убаво се гледа, така да знаме. Дома? Се земе, некна земане го крставички, половината 100. Излед, вече двете 100. А вака скапуват ли се кога станат ovo? Не се скапува. Добри си? Добре, сега са добри. Цените како и се движат, добри ли се? Шо е до 18 динара, не е скап. Не е скап. А шо 18 динара си да произведе сега крставица, не е скап? Ја јабуки земам квалитетни, ама скапи 70 динара, а друго? Иако имаше раздвиженост, производителите велат дека овој петок е слаба поборувачката. Тешко е да се произведе, велат тие, па согласно цените, речиси заработувачка тие немаат. Карорман. Лук, кромит, спанаќ, марула и тоа. Кивички гледам. Не са наши кивите. Така, колко е цена? По 30-25, зависи. Тешко ли е да се произведе еве сега? Па тешко е, како не е тешко. Цела година работа, од септември до мај. Садење, копање, плевење, миење, чистење, спремање, броење и на крајот на пазаро е најтешко. И под фолија и на отворено. Па на ние скапо, а на нас е ефтино. 300 динара 1 кило е лук, а унатре 5 коренчиња можеш само да извадиш од 1 кило лук. А мака е голема како не. Сами ли се работи? Да, сами. Има ли побарувачи? Слабо, секоја година се полоши. Се полоши. И ќе се откажеме и ние. Не, млади и ние ќе се откажеме, сите. Сите ќе се откажеме. Па не е до нас тоа. Тоа е од друга работа. Инаку овој петок повторно зелката беше луксус за граѓаните, но и зелената пиперка за пржење. Дополнително се купуваше и овоши, и тоа најмногу портокалите и јаболката. И овој петок чајот беше низ оставен дел од тезгите, набран од високите планини и гори.